Еве го Комодо змејо, како вика Комодо драгон. Ова е влечуга една фамилијата на гуштери, сега не е баш така, мислам гуштери се да е нешто игуани тие такви типови на влечуги. И сега го има само во острово Комодо, што е во северно од Суматра, северно од Јава, Џаба, што вика. Еве. И ова е уствари интересно е што Индонезија има различен биосвет и тука вика дека е ова линијата на ова што се вика границата на биосвето од животните што мигрирале во текот на годините еволуцијата. Тука е границата и тука завршува овие сите континентални и после се појавува друга гранка на еволуцијата во Австралија. И ова е уствари не што вика Индонезија е не пишаната граница меѓу биодиверзитетот. Од другата страна на границата на Австралија има посебна група на биодиверзитет, до Суматра има друг. И сега овој до Индонезија, до Индонезија ни е попознат, има суматриски тигри, овие има бебака, влечуги, овона, али има и така и некои што се многу индивидуални, што се вика оригинални само за Индонезија. Евака како овој што е Комодо, змејо Комодо. Очекував дека ќе биде поголеми како крокодили, ама не, овие се помали, како овие што се како кајманите, како овие што се америчките крокодили, така помал вид на крокодили, не се како, мислам, помал вид на како на алигатори, токава така големи не се. Инако овие не се, мислам ова беше исто еден од, овие се уникатни, само дека ги има во Индонезија. И интересно што овие не се отровни, али плунката или салајвата што викаме, мислам на плунката ние што викаме, е полна со бактерии и се смета за отровна фактички. Не е отровна како некој оригинален отров, туку од бактерии и вируси. И инаку не лача посебен отров. И сега фактички кој ќе лова, ја каса жртвата и од самото каснување од раната се инфектира од плунката, од што се вика многу мислам заразна или како да речем. И со многу бактерии овона и што значи дека жртвата, имунитетниот систем на жртвата е многу јако нападната од бактерии и вируси. И што значи нема спас и затоа научници ја смета како плунката како отровна, али де факто нема отров во неја, туку има само голема количина на различни бактерии и вируси. Така да тие, уствари Комодо, инаку е отпорен на нив, има им имунитет, и ги лачи, не знам како тие се дел од неговата биосвет што му живее во устата, во плунката. Исто јаде и лешини, може и така некако живее. Али претежно кој ќе касна жртвата, ја остава да така што се вика и деној, да умри по природен пат и после ја напаѓа ја јада. Али како што викам, јас очекував да биде поголеми. И ама не се јас како што ги гледав се дали дека по телевизија различно се покажуваше. И
Инако, дека е така, и како да кажем, како голема игуана, јас имам видено во Африка, една игуана скоро колку овие, што се вика. Добро, не е баш, ама помалце од, што се вика, некој пола метар. Инако се во должина се некаде околу 2,5-3 метри и така со се опашката, ама не е се така грамадни како што сметав како крокодилите, така да се по-различни. Еве го овдека. Еве го овдека овие му фрлија нешто за јадење. Ова е помалио. Помалио е ова. Овој другио е здрвен се сонча. Инако се и овие се ладнокрвни. Исто за потребно е да се сонча за да добијат потребната температура на телото. Инако, да. Се вика Индонезија е многу позната по така му е како пошто се уникални, нема на друго место. Ова е поголемио е дека уште тој да снимам и да не види многу видеото. Так. Интересно. Еве го овој долу онде. Такви се успорени се. Има време. Сам дека се штитени. Али како што името нивно е Комодо, змејна Комодо, или го има сега импосто само во острово Комодо. Така, само од тука. Ваму, така, голема зоолошка е овдека во Џакарта. Еве го ваму, ова е индиски слон, Еве го одма овдека до него, чекај уште овој да му направим една фотка. Ова индиски слон, ствари слонове се разликува со овој азиски или ние го викаме индиски. Се разликува по ушите. Ушите ако му се мали на слоно, значи е индиски. Ако му се ушите големи е африкански. Пошто се разладува со температурата и сега има некоја логика во еволуцијата. Во Индија не е, например, жешко колку во Африка. Мислам, ама има периоди на поладно. И така, ушите му се помали. И така, и тоа е тоа. Сега има голема е зоолошката, сега нема да правам видео, ќе направам некои фотографии лево десно. И така, па се гледаме од некое друго место. Така, има, мислам, убаво е времето, супер е, топло. Има што да се види. Така, ајде, поздрав. Чао.